Се менува свеста за значењето на жената во општеството, која во минатото била обесправувана. Овој проект е придонес плюс кон организирањето на жените на локално ниво со цел позитивни промени во средините во кои живеат. Тешко ли е жените од помалите средини да се изборат за своите права, да одлучуваат заедно со мажите за важни прашања од секојдневниот живот? Жените за да се изборат за своите права, пред се треба да бидат едуцирани, да знаат кои се тие нивни права. Посебно тоа се однесува за жените од помалите заедници и руралните средини, кои што се дел од целните групи со кои што ние работиме, бидејќи една од програмските области на која сме фокусирани како женска организација е вклучувањето на жените од руралните средини во креирањето на локалните политики. Значи, со добра едукација, ништо не е тешко. Со ваквите проекти докажувате дека жените можат и дека жените се упорни. Што е сето тоа што го постигнавте во изминатиот период? Конкретно преку овој проект, кој што е наречен Моćни месни женски совети, успеавме да ја зајакнеме структурата на веќе формираните месни женски совети, кои што ги имаме веќе во 11 локации. Беа започеток 9, сега проширивме со уште 2 нови локации. Она што сме го постигнале, има различни области, пред се проекти од различни области, застапуваме барања и приоритети кои што жените во нивната заедница сакаат да бидат реализирани од страна на единиците на локалните самоуправи. Тоа се асфалтирање на улици, тука имавме отварање на детска градинка, секако подобрување на јавната хигиена, јавната чистота, јавното осветлување во различните заедници и многу други нивни барања кои што се од областа на културата, образованието, социјалната заштита пред се. Сега она што е типично и карактеристично за местните женски совети, што овие неформални групи на жени се веќе препознатливи во нивната заедница, односно тие станаа некакви еквиваленти на местните заедници и наша цел е сега што поголем број на жени да бидат и членови на местните заедници кои што допрева нели се формираат. Кажете ли нешто повеќе за овој проект и за самите активности во рамките на проектот, а ги има многу? Овој проект кој започна во месец февруари со еден иницијален состанок на жените од сите локации, продолжи со едукативна работилница за административно работење на местните женски совети. Потоа изработивме еден промотивен материјал, односно брошура, со која што сакаме да ја промовираме работата на местните женски совети, како и овој банер кој што го гледате овде. Имавме планирање на акции во заедницата и реализиравме 3 вакви акции. Во месец април ја реализиравме акцијата Сите заедно за поубаво село Виничани, во која што имавме хортикултурно уредување на училишниот двор во подрачното училиште во село Виничани, каде што се вклучија голем број на наши активистки не само од ова село, туку и од останатите соседни села. Потоа во месец мај реализиравме еколошка акција за почисто село Бистренци, каде што имавме чистење на централното подрачје на селото и исто посадивме цвеќиња во делот кај споменикот кој што се наоѓа во насред село и секако во училишниот двор и дворот на детската градинка. Во месец јуни се реализираше третата акција во заедницата. Рурални жени од село Росоман, односно од општина Росоман, се здружија жените од неколку села, кои што изработува сладки, благи и солени јадења и по повод Духов ден во општина Росоман се одржува панаѓур. Таму има промотивна активност во која што ги продава овие
изработени јадења, храната која што тие подготвија, а средствата отидоа во хуманитарни цели и при тоа ја искористивме оваа прилика да ги информираме посетителите на манифестацијата дека постојат вакви местни женски совети и која е нивната улога. Беа делени овие промотивни материјали, а пак ќе повторам, хуманоста на жените се покажа на дело. Понатаму продолживме со прибирање на предлози од сите населени места, да ги дефинираме кои се приоритетите кои што овие жени би сакале да ги застапуваат за да влезат во буџетот за 2025 година. Откако ги направивме тие листи, следуваше нивна достава на консултативни средби со градочалниците од сите три општини. Значи, општина Демиркапија, општина Росоман и општина Градско се трите општини во кои што ние, заедно со жените од овие средини, застапуваме, бараме и соработуваме пред се. И на тој начин секако и постигнуваме сите овие проекти кои што ги спомнавме, кои што се постигнати на овој начин.